17 часот и 15 минути, уште еден термин резервиран за најновото издание од емисијата од своја страна. Ви благодарам и овој пат што сте на фреквенцијата на телевизија Сонце и што со внимание ќе го проследите и ова издание. Во денешното издание мој гостин е Стефанија Трајчевска, специјален едукатор и рехабилитатор, односно дефектолог во Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Велам добри дојде токму за Стефанија. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Како си најпрво ќе те прашам? Супер, одлично и тука во студиото ви е прекрасна атмосферата. Ви благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата од своја страна. Ке започнеме со на прво начално прашање, специјален едукатор и рехабилитатор, односно дефектолог. Кажи ми, тоа е едно исто, мислам, две имења за една иста професија. Така, се работи како што кажавте за една иста професија. Сега сме специјални едукатори и рехабилитатори според новата терминологија, а старата терминологија ни е нели дефектолог. Така. Сега сме веќе така, ради секаде во светот е специјален едукатор, па и кај нас нели имаше некои негативни ставови кон тој назив, па затоа. Меѓутоа повеќето луѓе како да ве препознаваат како дефектолози. Дефектолози така и во пракса, е така. Стефи, која е улогата на специјалниот едукатор и рехабилитатор? Специјалниот едукатор и рехабилитатор представа стручно лице кое што се занимава пред се да ги открие функционалните способности на детето со цел да му возможи ран третман, рана рехабилитација и рана едукација. Специјалниот едукатор и рехабилитатор е лице кое што се занимава со лица од аутистичен спектар на нарушување, лица кои што имаат проблеми со видот, односно слабовидни и слепи, лица кои што имаат проблеми со слухот, односно глуви и наглуви лица ги набрав од аутистичен спектар, емоционални проблеми, лица кои што имаат проблеми во социјалното однесување, или телесно инвалидни лица и стари лица, морам да ги напоменам. Исто така, кај нас се уште се смета дека специјален едукатор и рехабилитатор мора да се посети доколку детето има некаков проблем. Сакам да нагласам во оваа пригода дека специјалниот едукатор и рехабилитатор се посетува доколку детето е родено со некаков ризик фактор, доколку кај детето постои мала родилна тежина, доколку детето не е доволно стимулирано, мора да посетува или чисто консултативно специјален едукатор ако не се работи за соодветен третман. Така, и сега моето прашање е кој ги испреќа децата кај вас? Така, најпрво... Дали родителите го увидуваат тоа кај детето или можеби матичниот доктор? Така, првите знаци, значи кои ги приметуваат доколку детето пројави некаков проблем се родителите. И можам да кажам тука, бидејќи јас сум од Струга, тука во Скопје е многу подруг начинот на размислување. Во малите градови, за жал, се уште има некои стереотипи кон самиот третман со специјален едукатор и рехабилитатор. Тука родителите, детето не ми се врти на името, го гушкам, не ми реагира. Така, како да се поисплашени, можеби. Како поисплашени, така и поотворен пристап има. Така, можеби сакаат да се осигураат. Така, апсолутно. Дека детето си оди, нели, со развојот. Која е целната група со која најчесто работи еден специјален едукатор? Така, пред малку ги кажав ја сите категории со кои специјалниот едукатор и рехабилитатор работи. Моментално, како најголем процент, ева за мене зборам од моја страна, се аутистичен спектар на нарушување. Децата од аутистичен спектар на нарушување, тоа е голема група, голема целна група, се повеќе и повеќе има и се повеќе и повеќе доаѓаат со тој проблем. Така, деца со аутистичен спектар, дали тоа се открива во многу рана возраст, дали тоа го открива дефектологот? Специјалниот едукатор и рехабилитатор не е компетентен да ја даде диагнозата стрикно дека се работи за аутистичен спектар на нарушување, меѓутоа ние сме тие кои јасно ги гледаме знаците. Диагнозата како диагноза ја дава само доктор, односно психијатар. Така, вие го препраќате детето на психијатар? Така, вака, значи како оди тој процес, еве да го објасни? Ете така, обично децата доаѓаат родителите доаѓаат со децата со проблемот со кој што го имаат. Детето не ми се врти на името, му зборувам, не ми реагира, не ми дава одговор на наредба, не ме примеќа, нема никаква имагинарна игра, знае да се заигра со една играчка континуирано, нема никаков однос со неговото братче, со неговото сестриче, обично се тие како примарни знаци.
Сега, јас можам да наведам дека е некој аутистичен спектар, меѓутоа, како што кажав, јас не сум компетентна и сите специјални едукатори да дадат диагнозата дека се работи за тоа, како документ. Меѓутоа, искрено и на родителите и не има толку битно и важно дали детето ја има диагнозата, значи најбитно како тоа функционира во самото социјално поле. Како изгледа еве еден дефектолошки третман, да објасниме? Така, значи секој дефектолог, специјален едукатор и рехабилитатор мора да се поправам во однос на оваа терминологија, е приказна за себе. Значи секој си има свој пристап и секој си има свој начин како работи со децата. Јас зборувам за мене лично. Значи моја првата консултација практикувам да биде со родител, бидејќи средината во која што доаѓа детето е многу стимулативна, нели, со бои, со играчки и сепак детето се среќава со непозната личност за него и самиот прв преглед може да биде и неуспешен. Затоа практикувам да биде нели со родителот или старателот на детето, пред се испитувам како почнал самиот развој на детето, односно како психомоторниот развој, кога детето почнало да гуга, кога почнало да стои, да оди, да лази, сите тие фази дали ги поминал, кога се јавува првиот збор, кога се јавува првата реченица, дали каква била бременоста на мајката, дали тоа било царски рез, дали било нормално, дали примала некои медикаменти, инфекции, бактерии, се тоа. Дали во блиска семејна релација имаат некои со некакво задуцнување, со некаква пречка, дали има некаква генетска предиспозиција сепак да се испита и од првиот преглед јасно се гледа со детенцето дали воспоставува контакт со очи со самиот терапевт, односно со мене, дали детето дава одговор на наредба, дали имаме контакт со очи и дали се врти на сопственото име. Покрај тоа испитуваме контрола на сфинктери, кога воспоставило детето, тоа е многу битно. Морам да напоменам, малце од родителите знаат, би сакала еве во оваа пригода, значи на 2 години се воспоставува контрола на сфинктери. Се што е пред 2 години е проблем и се што е после 2 години е исто така проблем. Секој дете си добива план и програма за работа, на кои се целите, на што треба да се обрне внимание, на што треба да се работи и кој е крајниот исход за детето. Што треба да се постигне, сите тие цели треба да бидат мерливи во однос на самите функционални способности на детето. Така, напомена дека најголемата, можеби процентуално целна група ви се лицата, односно дечињата со аутистичен спектар. Во време на пандемија која што ја живееме со COVID-19, со какви предизвици се соочуваат овие дечиња, како најлесно можеби тие да ја сватат и да ја пребродат пандемијата? Така, Викторија, ти благодарам на прашањето, бидејќи јас учествував во едно истражување во кое што беа опфатени 50 родители на лица со аутистичен спектар на нарушување за време на COVID-19 Одлично, да ги споделиме. Ете така. Справување на лицата со аутизам за време на COVID-19 вирусот. Од тоа истражување се заклучи дека лицата со аутистичен спектар на нарушување не знаат што представува овај вирус. Односно, тие имаат проблем со апстрактното мислење и самиот вирус, како вирус, за нив е тотално апстрактен и они не знаат што се случува. Кај високофункционалните лица со аутистичен спектар на нарушување, они разбираат дека треба да носат маски, дека постојано се мијат рацете, дека постојано се води некаква хигиена, меѓутоа не знаат зошто всушност го прават тоа. Од друга страна, или децата, за време посебно би ја нагласила карантинската состојба, или децата назадуваат или стагнираат. Тоа е како најспецифично. Не практикуваат носење на заштитни маски. Премногу изложеност на технологија, на паметната технологија, премногу. Во денешно време се соочуваме со проблеми и без овај вирус, нели изложеност на премногу технологија, така, со самата карантинска состојба и самиот вирус уште повеќе беше нагласена. Паметната технологија кај овие деца, никакво практикување на заштитни маски, значи не ги носат, има и агресивни деца кои се вознемируваат, па ја тргаат. И во пракса тоа ми се случува, јас морам да работам, нели, со маска, со визир, па знаат да ми ја тргнат, па зошто, пак они сакаат лико да ви го гледат. Да не... А како родителите, колку родителите на лицата со аутизам се поразлични од оние другите родители? Дали можеби се
погрижливи и покажуваат повеќе љубов кон тие дечиња, еве бидејќи вие работите токму со таквите дечиња и се среќавате со тие родители. Така. Како родителите се справуваат? Не само кај лицата со аутизам, и кај сите лица со пречки кои што имаат детенце во склоп на нивното семејство, имаат навистина големи проблеми и големи предизвици во секојдневието, посебно презаштитничкиот став од страна на родителите. Е најспецифичен, посебно кај мене, јас тоа го гледам во мојата пракса. Што се случува, како бил часот, како бил третманот, што да направам дома, како да направам дома, дали храната, значи има премногу заштитнички родители, има и родители кои мислат дека ќе дојдат само кај мене или кај било кој специјален едукатор и рехабилитатор, ќе помине часот, ја затвораме вратата И толку. И толку е, така. Значи, тука нема, јас викам дека нема средина во оваа работа. Или има премногу заштитнички родители, има родители кои се тотално наклонети и целата грижа е кон специјалниот едукатор и рехабилитатор или логопед. Колку кај нас се подигната свеста за да ги сватиме како родителите, така и дечињата со аутизам, односно дали се уште еве можеби и денес се соочуваме, односно тие луѓе, тие лица се соочуваат со одредени стереотипи во општеството? Да, баш еден родител вика, Стеви вика, сега светот застана и за време на COVID-19 и се е затворено, економијата опаѓа, трговијата, се. Вика, нас цел живот ни е таков. И баш една добра компарација и спор, вика, ние цело време сме затворени. Ние цело време мислиме што ќе кажат другите. Ние цело време живееме со тој страв. Да го однесам детето во парк, како ќе реагира другарчето, како ќе реагира неговиот родител, како ќе реагира целата околина. Сега овие дечиња чинам учат и во посебни училишта? Баш би сакала да нагласам, сега се донесе закон во Република Македонија дека секое дете, без разлика на неговата пречка, ќе посетува, односно ќе биде во склоп на редовното училиште. Колку тоа во пракса би функционирало и изводливо, јас сум, значи не сакам да бидам сватена погрешно, јас сакам да има инклузија и треба да има инклузија. Но како се прашувам лице со длабока форма на аутизам и ментална попреченост, интелектуална попреченост, би учело алдехиди и кетони или Њутнов закон. Така, сметаш дека треба да му се посвети поинакво внимание, односно поинаков тип на настава? Ние како држава, за жал, не сме спремни да имаме систем на целосна инклузија во нашата сега, држава. што после училиштето со тие деца? Во Македонија нема, еве, например, за лица со аутизам, нема дневни центри за возрастни лица со аутизам. Така. Значи, они остануваат или на терет на своите родители, додека се живи, после тоа, да. Сето тоа морам да нагласам, зависи до работата со специјалните едукатори, рехабилитатори, логопеди, колку ќе го способат детето, еве аутистичен спектар, со аутистичен спектар на нарушување, да се снаоѓа во самото социјално поле. Значи, сето тоа подразбира постојана посета на специјален едукатор? За жал, така. За жал, одредени случаеви имаат потреба од континуирани третмани со специјален едукатор и рехабилитатор. Стефи, ти си доста млада, запишана на мастер студии на филозофскиот факултет овде во Скопје. Така. Сакам да те прашам од каде љубовта кон оваа професија и колку е предизвик да се работи еве со дечиња, со вакви дечиња, со аутистичен спектар. Како ти се пронајде во сето ова? Така, јас од секогаш сум знаела дека ќе видам во оваа насока, кон специјална едукација и рехабилитација. Аутистичен спектар на нарушување ми бил, значи првото детенце со кое што работев уште како студент, беше од аутистичен спектар на нарушување и од тој ден па натака се некако ме влече таа.
таа работа. Се некако сум Така, во очите ти се гледа таа Така. љубов кон професијата и нема ништо пупаво од тоа да го работиш она кое го Така, сакаш. уште 1000 животи, да имам уште 1000 животи, ова ќе го одберам. И баш се насочив кон аутистичен спектар на нарушување интелектуална попреченост, тоа е една насока, мастер студии. Така. И одлично се чувствам, и секој ден истражувам. Јас сум дел и од Македонското научно здружение за аутизам. И навистина сум со цела љубов наклонета кон Колку овие лица. дечињата ја чувствуваат таа љубов и колку ја возвраќаат? Вака, значи, јас викам дека специјална едукација и рехабилитација можат голем број да завршат. Меѓутоа, кој може да работи со овие, да биде Токму успешен, се многу малци. Токму Значи, оваа работа е работа каде што нема играње, каде што значи, детето мора да ја прифати конекцијата со самиот терапевт, бидејќи они знаат. Децата знаат и чувствуваат дали некој сака да им помогне и дали некој воопшто може да им помогне. И таа конекција е најбитна. Доколку детето не те прифати, никогаш нема да има успешен третман и добар исход како што се очекува од страна на родителите. Еве како специјален едукатор, си имала ли потешкоти можеби после некој третман, како те прифатило детето, како си го завршила третманот, па да си скептик дали добро си сработила? Не би го кажала како проблем, туку како предизвик. Знаете, кога ќе ми дојде дете од мојата сфера, како што кажувам, јас сум многу срекна, бидејќи си го знам третманот, знам како следува, знам што треба да правам, меѓутоа да нагласам дека две деца со аутистичен спектар на нарушување нема две деца исти. Исти, така. Така. Значи секое детенце си е приказна за себе, меѓутоа секога сум гледала како предизвик и нема во нашата работа нема ја затвораме вратата и тоа е тоа. Се си носиме. Така, ти со секое детенце имаш ист третман? Не, значи како што кажав, зависи до функционалните способности на детето и до проблемот. Значи секое дете си добива план и програма за работа, дали тоа се работи за манипулативни спретности, дали се работи за графомоторни спретности, дали моторни вештини, социјални вештини, контакт со очи, одговор на наредба. За секое дете си има одреден третман и одреден план и програма со кој што треба да се работи. Колку институциите во нашата држава се спремни да го слушнат гласот на специјалните едукатори и гласот на оние од другата страна кои што еве, тука се родителите, тука се блиските семејства, лицата со попреченост, со пречки во развојот, со аутистичен спектар, колку се спремни кај нас институциите да делуваат во полза на овие лица? Па, како што кажав, многу е тешко. Посебно најголемите борци во оваа работа се родителите. Значи, они се најгласни и преку книги, и преку разни трибини, и преку влијание на училишта. Значи, они се најгласните. А институциите, како институциите, тука кај нас од пракса гледам функционира само работата со приватните центри, каде што се посветува на детето посебен третман, индивидуално терапевт дете и тука само имаме позитивен исход. Така, ти си дел од приватниот центар Така, Распер. така. Колку центарот е посетен, односно колкава е заинтересираноста кај луѓето за да дојдат и да видат што се нуди таквиот приватен центар или можеби се уште како да се скептици дали можеби ќе им помогне нели дефектолог, логопед специјален. Така. Нашиот центар, Гаспар центарот за психофизичко здравје има мултидисциплинарен тим каде што работи психолог, неурофидбек методата, логопед и јас како специјален едукатор и рехабилитатор. Моментално се тие услуги во нашиот центар. Јас моментално работам со 15 дечиња. Значи, како што кажав, најголем процент од нив се аутистичен спектар на нарушување, деца проблеми во социјалното однесување, емоционални проблеми. Исто така имам и дете со кохлеарен имплант, во коморбитет со аутистичен спектар на нарушување, мултидисциплинарен пристап, како што кажав. Пример, детето оди на логопед, па доаѓа на дефектолог и обратно. Така, 15 дечиња кои што доаѓаат постојано, така? Постојано, континуирано, така. Така, има одредена бројка која што може да ја третира специјалниот едукатор на лица? Во склоп на времето, значи во кое што ние Се случило да вратите дете? Да вратиме не, така. Но доколку нема место, се презакажува. Да, се презакажува или ќе почекат, па ќе се ослободи, па некое дете ќе си замине, така во
глобала се Така, движат напомена повеќе програми, повеќе проекти, еве да споменеме дел од нив, колку во нашата држава се одржуваат такви проекти, нели, за кои што вклучуваат тематики поврзани со овие лица. Напомена дека си била дел од неколку. Така, најчесто се обележување на деновите, например, обележување на денот на лицата со аутизам, на денот со Даунов синдром, на децата со дислексија. Обично како акцент се става на таквите денови. Меѓутоа постојат и доста вебинари и нашиот центар нели организира доста вебинари каде што има доста добри теми кои што можат да им помогнат пред се на родителите и на стручните лица. Меѓутоа, како што кажав, најголем зборувам на државно ниво е акцент на деновите кои што се типични за тој проблем, како што кажав, аутистичен спектар на нарушување, Даунов синдром, денот на дислексија, денот на менталното здравје, слично. Студенци на мастер студиите, како што напоменавме и пред малку, која е твојата најголема професионална амбиција? Најголема професионална амбиција аутистичен спектар на нарушување, како што се кажавме веќе, меѓутоа сум јас и дел од 4-годишната студија, 4-годишната едукација, се извинувам, за семејна и системска психотерапија, за проучување на релациите во семејствата. Психотерапијата пред се ја одбрав за мене, пред се за мој личен развој, како ќе им помогнеш на некои други, ако не си помогнеш пред се и ако не си ја знаеш работата кон себе, а и за самите релации во семејството кои што се случуваат кај децата со пречки. Така, Стефи, при самиот крај сакам да упатиме некои твои најкарактеристични совети и препораки кои што ќе ги споделиш еве со нашите гледачи. Така, што ќе порачаме еве? Така, на сите родители кои имаат дете со било каква пречка, пред се да ја прифати реалната состојба на детето и да очекува онолку колку што детето може да пружи. Стимулирајте ги децата. Еве, во оваа пригода би напоменала јас и мојата колешка Викторија, ги опишуваме сите бебешки фази во развојот на едно дете од самото раѓање до првата година. Значи, колку е битен тој диалог мајка-бебе што го имат уште од самиот почеток, па како растат децата, па сите тие стимулации кои доаѓаат. Тука ќе те прекинам, да, спомена дека ги опишувате фазите, тоа планирате да биде нешто во вид на прирачник или само онлайн ќе може да се види? Така, сега е онлайн, ќе вака малце ќе оставиме во неизвестност, па нешто се планира. Така, одлично. Ете, така, па и тоа може да се искористи. Како што кажав, изразување на функционалните способности на детето, детето што треба да прави, а нешто не треба, детето што може да прави, а нешто не може. Стимулирање, песнички, позитивни родители, многу малку технологија, тоа да биде како награда, бидејќи кај децата многу функционира награда и казна или услов. Некои родители викаат, не е тоа казна, тоа е услов, па така да условувајте ги дечињата да направат нешто добро, за да добијат неколку минутки технологија, да не биде тоа преминато во навика. Многу ми е драго што со твојата позитивна енергија и љубов кон професијата денеска ни ја разубави атмосферата во нашето студио. Ке ти се заблагодарам многу што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата од своја страна. Ке ти посакам да продолжиш по овој пат по кој што си тргнала. Ти си навистина една млада и успешна личност која што со сигурност го работи она која што навистина го сака. Ти посакувам уште многу успеси и да се видиме за многу нови дела, многу нови содржини и тематики поврзани со твојата професија. Така, ви благодарам многу и чест и задоволство ми беше што бев дел од вашата емисија. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Разговарам со Стефанија Трајчевска, специјален едукатор и рехабилитатор во Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Се надевам дека со оваа позитивна енергија, љубов кон професијата и сите овие споделени совети и препораки успеавме да допреме онаму каде што сме најпотребни, односно до секој од вас кој што ќе ја погледне оваа емисија. При самиот крај упатувам посебен поздрав до моите пријатели од бутик Мај Мода и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ве поздравувам и ви закажувам наредна средба за 7 дена.